Некогаш големото комшиско фудбалско дерби помеѓу Осогово и Слога, кој и во Кочани и во Виница се играше пред полни трибини, сега е само бледа сенка на фудбалското доживување. На вчерашниот надпревар изостана и дуелот помеѓу навивачките групи Сејмени и Улави. Па сепак, како ниту еден друг фудбалски клуб, Осогово ја наполни западната трибина на надпреварот, на кој бодовите му беа потребни на гостинот во борбата за опстанок, што со оглед на популарноста на третолигашите во двата града представува мало изненадување. Но тоа е нашата фудбалска реалност. Во недела осоговци настојуваа да стигнат до победата против лутиот ривал, но виничани жилаво се бранија и на крајот одбранија. Иако жолтосините речиси 70 минути играа со играч повеќе поради исклучувањето на Митев, а во второто полувреме поради уште две исклучувања и со минус 2 и 3 фудбалери. Сепак на крајот средбата заврши без голови. Осоговци во второто полувреме силно притиснаа на голот на Трајков, но вистински шанси за гол немаше. Може да се издвои само шансата на Натков, кој во една соло акција си поигра со одбраната на Слога, но не успеа да бие кон голот и да ја затресе противничката мрежа. Пред крајот на средбата виничани, иако со 3 фудбалери помалку, можеа да приредат сензација помеѓу Петков, но овој од 13 до 14 метри не успеа да ја запати топката како што посакува и шансата отиде во неповрат. Кога секи се собере и одземе, останува впечатокот дека надпреварот донесе секакви само не фудбалски возбудувања, жестоки дуели, вербални пресметки и 3 црвени картони. Само немаше голови и немаше осмислени акции кои би ја кренале публиката на нозе. Врз основа на прикажаното, публиката на крајот ги награди виничани за пожртвуваната борба и освоениот бод.